Образовни недостатоци и психолошки предиспозиции за тврдењето дека Земјата е рамна плоча. Тврдењето дека Земјата не е топка, туку рамна плоча често произлегува од комбинација на образовни недостатоци и психолошки предиспозиции. Овие два аспекти, образованоста и менталната стабилност, играат важна улога во создавањето на верувања што се спротивни на научно докажаните факти. 1. Необразованост. Образованието е клучно за разбирање на светот преку докази и логика. Кога на луѓето им недостасува основно разбирање на научните принципи, тие често се подложни на псевдонаучни теории и верувања. Недостаток на научно знаење. Во образовните системи каде што се занемарени физиката, астрономијата и научната методологија, луѓето имаат поголема веројатност да ја прифатат идејата дека Земјата е рамна. Без солидна основа во научното размислување, за нив е тешко да ги разберат концептите како гравитацијата, орбитата на планетите и сферичниот облик на Земјата. Например, без да се разбере гравитацијата, можеби би изгледало логично дека на површината на Земјата треба да падне џ ако Земјата е топка. Отсуство на критичко размислување. Многу образовни системи го нагласуваат учењето факти, а не критичкото размислување. Без вештини за критичка анализа, луѓето имаат потешкотии во разликувањето на веродостојните извори на информации од оние што шират псевдонаучни теории. Влијанието на псевдонауката. Необразованоста ги прави луѓето ранливи на псевдонаучни извори. Например, социјалните медиуми често промовираат содржини што не се засновани на научни докази. Луѓето што немаат критичко научно образование можат лесно да поверуваат во теории што изгледаат убедливо, особено ако тие информации се споделуваат од истомисленици. 2. Психичка нестабилност. Некои луѓе кои се посветени на теории како рамна Земја ги имаат психолошки фактори што можат да придонесат за прифаќање на овие неточни убедувања. Психичката нестабилност во овој контекст не мора да значи сериозна ментална болест, туку може да се однесува на психолошки предиспозиции кои прават некои лица да бидат посклони кон заговорнички теории. Параноја и недоверба. Луѓето со тенденции кон параноидно размислување имаат посилна склоност да ја гледаат рамната Земја како дел од поголем заговор. Паранојата може да ги наведе да веруваат дека научниците, владите и институциите се дел од таен заговор за криење на вистинската форма на Земјата. Психолошка потреба за контрола. За некои лица, верувањето во алтернативни теории е начин да воспостават психолошка контрола. Верувањето во едноставна, визуелно логична идеја за Земјата како рамна може да биде утешително во свет кој им се чини комплициран и несфатлив. Ниска самодоверба и потрага по идентитет. За некои, придружувањето кон група како рамноземјашите ќе нуди идентитет и чувство на припадност. Тоа ги прави да се чувствуваат посебноц и како дел од група што знае ке нешто што другите не го знаат. Овој социјален аспект може да биде особено привлечно за луѓе што имаат ниска самодоверба или чувство на изолираност. Анксиозност и стрес. Некои истражувања сугерираат дека луѓето со анксиозност и високо ниво на стрес се подложни на верување во заговори. Овие лица можеби чувствуваат дека официјалните објаснувања не им нудат доволно јасност или контрола, па затоа се свртуваат кон алтернативни објаснувања. Заклучок. Комбинацијата од образовни недостатоци и психолошки фактори создава основа за прифаќање на верувања како рамна Земја. Разбирањето на овие фактори не е само важно за да се оспори псевдонауката, туку и за да се развијат стратегии за поддршка на луѓето преку образование, критичко размислување и зголемување на психолошката стабилност.